Гостивар е на чекор да добие бактериолошки исправна вода за пиење. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека процесот за нормализирање на водоснабдувањето е во завршна фаза и дека многу скоро граѓаните ќе можат без страф да ја користат водата од чешма. По години проблеми и предупредувања за неисправна вода, ова според надлежните треба да биде конечно решение за еден од најголемите комунални проблеми во градот. Иако изметот и фекалиите исчезнаа, во водоводот се уште има бактерии кои можат да предизвикаат проблем. Секојдневно се земаат примероци и се тестира водоводната мрежа, но пред властите да дадат зелено светло, водата мора 3 дена последователно да биде чиста како солза. Одиме кон ситуација кога можеби за прв пат во последните децении во Гостивар граѓаните ќе можат да користат вода за пиење која што ќе е бактериолошки исправна. Но јас замолувам за трпение затоа што сериозен пристап имаме и сериозно го вршиме овој процес и јас очекувам многу скоро денеска да граѓаните добијат покрај вода која што ја користат за технички потреби и вода за готвење и за пиење. Долгогодишниот проблем со неисправната вода во Гостивар не е случајна, туку последица на несовесно работење на дел од вработените во комуналното претпријатие, вели премиерот Мицкоски. Тој очекува истрагата да се прошири. Имавме несовесно работење на вработениот јавното претпријатие Водовод, кој што директно со цевки и пумпи вода од река префрлиле во главниот резервоар. Затоа обвинителството постапуваше и постапува и веќе имаме лица кои што се обезбедени, сослушани и така натаму и очекувам да имаме и проширување во истрагата. Во меѓувреме епидемијата во Гостивар стивнува. Вчера 60 пациенти побарале лекарска помош, за разлика од пикот кога имаше над 650 прегледи. Епидемиолозите, но и здравствените власти алармираат дека иако диарејата кај гостиварци е помината, опасноста не е завршена. Во наредните неколку недели се очекува пораст на бројките со заболени од жолтица. Затоа лекарите апелираат граѓаните кои биле изложени на загадената вода во следните 2 месеци да внимаваат на својата здравствена состојба. Ако почувствуваат силен замор, губење апетит, гадење, покачена температура, темна урина, светла столица или пожолтување на кожата и очите, веднаш да се јават кај својот матичен лекар. Инаку водата во Гостивар смее да се користи само како техничка вода од понеделникот.